туку затоа што ќе зборувам низ призма на филозофијата на парламентаризмот. Повторувам, филозофијата на парламентаризмот, зашто парламентаризмот не се гради само низ книги, низ студии, туку низ парламентарната пракса. Субјект на денешната дебата под наводници е господинот Джемаил Чупи, се уште министер без ресор, задолжен за диаспора. Само да кажам дека диаспората е уставна категорија и грижата за неа е уставна категорија. Очекував сериозни аргументи зошто се разрешува министерот одговорен за диаспората. Искрено, никогаш не сум го видела овде, не сум го чула, но го видов во Хилтон неодамна, пред 2 месеци, при промоцијата на стратегијата за диаспората и, значи, акциониот план за нејзино спроведување. Не прочитав ништо за неговата соработка со Агенцијата за иселеништво и се согласувам дека нема потреба од вакво министерство, како што топло му препорачувам на премиерот да размисли дали воопшто има потреба од половина министри. Влада која што ќе биде за половина со помал број на министри, мислам дека подобро ќе работи. Сега, зошто низ призма на филозофијата на парламентаризмот? Парламентот секаде се перцепира како школа на демократијата, како делиберативно тело. Делиберативно тело значи тело во кое се дебатира со аргументи, во кое се филозофира. Зашто? За принципите на политичката филозофија, за етиката, правната филозофија. Овде тоа го нема, но го имало. Се помнат, колеги и колешки, парламентарните говори, се учат од антиката, од агората, преку римскиот сенат до денеска. Чувени се говорите на Лојд Џорџ, на Черчил, на Тачерка, на Виктор Уго. Значи не ламентирале овие пратеници, не реплицирале, не викале, туку аргументирале за принципите на политиката што се водела или што требала да се води. Законот не е само збир на норми, туку има дух, ке каже Монтеские. Ние креираме политики што ги спроведува владата. Затоа и многу важно е, кога се формира влада, кога се бираат министри, кога се разрешуваат министри, токму да се тргне од филозофијата на парламентаризмот, односно од одговорноста на тие луѓе за республика, за јавните работи. Денес, премиере, во сите парламенти, во сите важи логиката еден надвор, сите надвор. Нема индивидуална одговорност, постои колективна одговорност. Зошто? Затоа што премиерите си го составуваат тимот и одговараат за него. За жал, вие сте заложник на лидерите на партиите, од кои некои не се појавиле овде, кои ви октроираат министри во духот на консенсуалната демократија, а полемичните студенти намерно велат, ова не е консенсуална демократија, ова е консексуална демократија или остатоци од собраниски систем, бидејќи ние ги бираме и ние, како што гледате, ги разрешуваме. Што друго мислам дека е важно да имаме во предвид, за да искористиме во иднина? Овде, во овој парламент, имало и англиска дебата. Во овој парламент, овде, чувени се паметат говорите на Глигоров, на Петар Гошев, на Абдулраман Алити, на Стојан Андов,
на Љупчо Георгиевски, на Ештреф Алију, на Илинка Митрева, на Бранко Црвенковски, на Стево Црвенковски. Имало оставки, имало разрешувања, меѓутоа имало дебата. Се филозофирало со етички принципи, со вредности и со меѓународни норми. Не можам да не кажам нешто. Денеска, ако не сте знаеле, во Израел се дискутира за улогата на македонецот Димитар Влахов во дискусијата во Меджлисот во 1910 година, кога го покренува прашањето за правото на израелскиот народ на своја држава. Човекот бил од Солунскиот вилает и награден е за тоа од Бен Гурион. Значи, кој дебатира? Најчесто премиерите, оние кои го поддржуваат, ама и опозицијата. На почетокот на мандатот, парламентарниот институт крајно време е да ни презентира примери на дебата од европските парламенти и од Европскиот парламент. Зошто ова се учи. Не европские колешки и колеги, мнозинството да реплицира, наместо да презентира аргументи. Не го разрешуваме ние, не предлагаме ние разрешување на министерот, премиерот предлага. Значи, што би сакала јас овде да чујам? Да чујам дека што значи разрешувањето за вашата влада? Зошто го разрешувате? Сакав и етички дилеми да чујам. Дали господинот, кој што по професија, ако тоа е професија, е свештено лице, односно оџа, како постапувал и како ќе настапувал, бидејќи политиката знаеме дека понекогаш ја загрозува етиката и моралот во соработката со диаспората. Колешки и колеги, граѓаните не споредуваат со претходните состави на собрание во поглед на способноста да дебатираме. Пред вас е извештајот последен на парламентарниот институт, каде што сме оценети ниско, со помалку од 6, 5,7. Значи, во рангирањето има сериозен проблем. Неочекувано е, наместо да се качува квалитетот на дебатата во поглед на првиот парламентарен состав или во поглед на првата влада, кои делувале како академии, да паѓа, драматично паѓа. Значи, сериозно треба да заклучиме дека мораме овде да дебатираме за најважните прашања на политиката. Оти политиката не е само кој, кога и како ќе добие, туку мора да биде и уметност на можното. Само така ова ќе биде школа на демократијата. Не смеам, а морам да кажам дека ако е владата Пазар 3, односно ако е берза за министерски места, за заменички министерски места, тогаш сме ние нејзините креатори, а лидерите на партиите се собствениците на Пазар 3. Парадоксално е да се повикуваме на 4-годишен мандат на владата, а секоја година да посегаме по реконструкција на влада, бидејќи таа реконструкција го пореметува текот на работата и го неспособува премиерот. Поголем доказ од постојани реконструкции за политички импотентна влада нема. Значи, да заклучам, во духот на природно-правната филозофија се практикува парламентарната филозофија. Јас не можам да не кажам дека топло им препорачувам на оние кои не ја сакаат филозофијата, да ја прочитаат книгата Светот на Софија од норвешкиот филозоф Јустен Гордер. Ако 13 годишно девојче се прашува зошто сум овде, што треба да сторам, која е мојата улога, ние особено тоа треба да го направиме. Последната реченица. Има една зграда Карши, да ја употребиме еден ден за една библиотека и за една голема читална во која што ќе учиме и парламентарна филозофија меѓу останатото. Ви благодарам. Диме Велковски, реплика.